Здраво на сите пријатели мои. Летото помина 10 епизоди од Даунтаун Комеди. Ви благодариме на вниманието и на нервите да ме трпите. Да, ајде доста со аплаузот. Му благодарам на монтажерот за измонтираниот аплауз. Нема никој во студиото. Значи вака, прекини да вметнува смеење и аплауз. Не е ова Америка, не сум ни Летерман, не сум ни Џон Оливер. Јас сум Маријан Ѓорѓиевски, а вие гледате Даунтаун Комеди. Ова е друго. Познат ми аплаузот. Сигурно и вас ви звучи познато. Избори! Конечно нашите поглавари се договорија. Требаше со 300 сводници да седнат на маса. Да видиме што изјавија. Пуштај. За да не им даваме можност повторно да избегнуваат од изборите и тоа да им биде причината да повторно ги одложат или избегнат изборите, ние им го прифаќаме тоа решение и сега им го соопштивме тоа. Втора работа е поврзана со прашање кое што го отворија, поврзано со методологијата. Тоа им е втората точка на која што очигледно сакаат да ги одоговлекуваат работите. И ние и тоа им го прифативме што го бара со методологијата, ги информиравме каква сакаат, таква ќе ја прифатиме, кажаа што сакаат, тоа им го прифаќаме што го сакаат, така што уште една можност да ги одложат изборите ја елиминираме. Еве, баравте и добивте. Се што побаравте, добивте. Го фативте човекот на ден, роден ден. Наместо вие да му исполнувате желби, тој ви исполнува. Па не е окей. Не е окей. А да видиме, ајде Заев што изјави. Пуштај. Почитувани граѓани, од денеска режимот на Никола Груевски заминува во историјата, а Македонија зачекорува кон нова иднина. Па 2 години најавува овај. Готово победивме. Не е во април, не е во јуни. Ете во декември ќе победиме. Пуста желба. Едните, ние ќе победиме. Другите, ние ќе победиме. А албанските партии изјавија. Вие победете, а ние ќе ви се приклучиме кон победата. Ги закажа изборите и сега време е за нови маички со слоган. Турнеја со автобуси низ секоја точка, од Ростуше до Пехчево. По телевизија ќе видиш спотови со дрон снимани, дебел гласоме кај што кажува слоган сите заедно, сега или никогаш, Али Баба и 62-цата разбойници, цела да е, овој пат не лажиме. Пријатели мои, ми мириса на сендвичи. Избори! Да ви кажам, вака па супер излезе. Повеќе пати закажување на изборите. Кај нас таман ќе се закажат избори, одма се излегува по патишта, се тура асфалт. 10 метри, 10, колку толку, 10 метри. За 100 години автопат ќе се направи. Се менуваат цевки, канализација, водовод, вработување, инвестиции. Пријатели мои, до избори, чувствувајте се како Алиса во земјата на чудата. Епа, со здравје да си го носиме. Сега кој ќе почнат по телевизија со изборите, да не давача, мислам, кој ќе ве трпи? Не. Ние сме криви, ние си гласаме. Партиски војници поврати. Комши, кај си? Насмеано онаков цел. Ова кафето поздрав од партијата да се почастите. Со каве, овие другите комши, ние локуми брашно даваме. Комши, ние ако сакаш нозете ќе ти ги измиеме. Само ако сакаш да гласаш, мислам таму само да наслов на интернет, партиите ќе врбуваат гласачи со локум и кафе. Сериозни се овие дека со локум ќе врбуваат гласачи и со кафе? А дали се овие пак другите сериозни ваков наслов да напишат? Мислам, тоа е новинарство. Турнеја низ цела Македонија. Пеачите, химна ќе испеат, со се слоган, знамиња ќе се веат. By the way, премиерот Димитриев, Емил, отвори знаме во употреба во Пробиштип. Изјави побарање на граѓаните исполнето. Не знам дали може знаме да се отвори. Како би се рекло тоа, го развеа. Не, стартува. Значи, вака, монтажерот да не монтира смеење. Не е за смеење, за плачење. Почнуваат кампањите и има 3-часовна програма во градот. Малку песна, малку ветувања, малку Бранко е крив, а овие од СДСМ во недостиг на пејачи изјавија дека ќе биде организирана свечена молитва. Ќе се молат да дојдат на власт. И кој ќе почнат да ги најавуваат. Сега човекот што живее за Македонија, тој душата ја дава за Македонија. Тој е на ниво на Месија. Сите озарени вакви гледат, оди, слепи прогледуваат, сакати продуваат, неписмени се вработуваат.
А најаки ми се овие што седат зад овие главните, дури држат говори, ги најавуваат. Мислам, онакви небитни фаци, некој како, например, председателот на местната заедница Толе Пашинче се појавува со таква самодоверба, чудо, костумот нов, пресно стрижан, локумот, кафето поделени, списоци за автобуси спремни. Тој да ме ги поздравува граѓаните. Ама никој не те гледа, човече, тебе. Тој да ме ги поздравува. Се врати кај неговите од неговата месна и тие. И дури држат говори овие главните, оди во позадина, ти вакви. Како да. Овие главните, ние ќе направиме. Ој, да. Има чувство дека ги снима камерата. Да, во позадина. Кој ќе слезат од бината, сигурно вака слегуваат надолу. Мислам, човече. На средбата за договарање на изборите Груевски повторно каснел. И не му е прв пат. Никогаш нема објаснување зошто каснел. Ама кој ќе видиш, пак премиерскиот живот не е лесен. Добро се, и ако не си премиер, пак не е лесен. И само да глумиш премиер не е лесно. Него го чекале и папата, и Меркел пред да го чекат лидерите. Се разбира за ова доцнење има неколку причини. А еве кои би можеле да се тие. Прва причина, модни избори. Замисли, пред огледало застанат и си вели, ова да го облечам? Или ова. Леле, пак не ми одговара. Не. Ова ќе го облечам. Мислам, ваков дизајн ни Цаци Паковска не би можела да одбери од AliExpress. Мислам, се успал. Друга причина, уствари нема шанси ова. Човек кој работи 24/7 спие само кога спие водата, а тоа значи никогаш. Значи ова оправдување не оди. Гужви во градски сообраќај. Ајде па сега и вие бидете луѓе. Признајте дека и вие каснете. Се случува, ќе пропуштиш автобус. Автобусот само пензионери што се возат бесплатно да купат кромит и лук од пазарот во Ѓорче, оти биле 4 денари поевтино, не можеш да влезеш, човече. Па луѓе се враќаат од работа, гужва. На кој не му се случило да закасни? Еве, нека речи премиерот касни. На сите ни се случува да касниме. Времето е само илузија. Покрај другите работи во кои се разбира екс-премиерот, покрај архитектура и динамити, очигледно е и метафизика. Тој знае дека времето е само измислено од човекот и дека никое друго живо створење не го мери времето. А и живееме во свет кој е бескраен со време и простор. Па зошто тогаш човек да брза кога спроти него е бескрајноста? Вау, мислам, ова баш филозофски звучи. Се вратил да види дали ја заборел ринглата уклучена, да не седума попат. Верували или не, нашиот екс-премиер е само човек од крв и месо, кој живее во стан кој веројатно е помал од вашиот, како и сите и тој заборава. Понекогаш предизборни ветувања, понекогаш дали ја оставил ринглата или пеглата уклучена, па мора да се врати од половина пат да види, да не се случи некоја хаварија. За среќа ринглата била исклучена и се било во најдобар ред. Да не се секирате, државата е во сигурни раце. Заев пак никогаш не касни. Тој оди на фудбал. Еве слика. Јас греши утакмицата овој. Губи гласачи, велат. Колку губи гласачи, тие 100 души што ги има, уште тие да ги изгуби, мислам. Додуша, Заев снима и видеа за на интернет. Да видиме. Здраво. Како многу од вас, јас го сакам фудбал. Синоќа, еден од нашите тимови имаше шанса да игра во Европа и тоа е прекрасна работа. Јас ја сакам Македонија и затоа навивам за нашите клубови. Пријатели мои, човекот свати дека треба да агитира првачиња за на избори. Значи првачињата, ако сега имаат 7 години, за изборите после 11 години, се надевам дека тие ќе гласаат за него. Изгледа тогаш ќе победат. Конечно, ако сакаме да сме драматични, уште еднаш ќе го кажам, конечно, нашите поглавари се договорија за демократска ферка која ја закажаа за 11 декември во сите школи и општини низ покрајината наша. Дефиниција за избори. Изборите како демократско право на граѓанинот му нудат да избере помеѓу неколку опции кои сакаат да му ја вадат душата во наредните 4 години. Не е се така црно, пријатели мои. Народот секогаш добива. Да. Разни работи добива тој. Пример, брашно, масло, кафе, тефтерчиња со насловна од грбот на партијата, пенкала. Разни работи добива. За оние со поголеми апетити ќе има на масата и ордевер до тендери. И работни места се разбира. Но за тие боржујски елементи нема да зборуваме сега. Еве што позитивно може да излезе од изборите на 11 декември. Предизборни джемпери. Досега изборите беа во некое време кога затоплува, се нешто млако, за мајца, за сако, мајца, дуксерка, така
Може би тоа е теорија на заговор, да штедат партиите на материјали па да даваат капчиња за сонце и мајци, но сега немаат оправдување. Оваа зима мора да се спружат по еден партиски джемпер или волнена капа со логото. Веќе ја чувствувате топлината, така? Подруго е. Ракија и свинско, повторно е врзано со временските неприлики. Лесно е да седиш на митинг таму на 22 степени и да плюцкаш некое фосфорно сокче, да јадиш некој сендвич составен од растителен кашкавал и паризер. На минус 10, Бога ми, ти треба сила и топлина да ти го одржи ентузијазмот и вербата за Македонија. А што е главно гориво на Балканот? Ракија и свинско. Има да јадеме ко кралеви по митинзите. Зголемена физичка активност на младите, однемање на избори, повеќе од една година, нашата младина, нашата иднина закржлаве од седење и бистрење политика на Фејсбук. Сега е време за акција, да се стопи она што се насобрало околу стомакот, затоа што во главата и не се насобрало многу. Вежбата се состои од лепење плакати, со што се активираат мускулите на рацете, па кинење плакати од другите партии, со што се активира и мозокот во изнаоѓање на соодветни пцовки. Физичка и психичка активност, најдобро за младиот човек. Драги пријатели, немаш потреба од нов телевизор. Во наредните месеци се пушта телевизор само ако си мртов одвнатре или ако си на некоја листа, па еве, да им покажеш на роднините. Еве сум. Гледаш, а тие ќе те плукнат малку во стил. Пу, што си убав да те седат кокошките. Мислам ќе го плукнат телевизорот, не тебе. Не мораш да крадеш повеќе од кладилница. Се вртиш лево десно да не те види некој друг, го прибираш пенкалцето таму, кој ти е единствен ќар од кладилницата кој си го видел од март 2013 година, кога последната утакмица те заеба. Сега пенкалата идат самите кај тебе. Не дека ти требат, ама нека има, само бери пенкала од сите партии. Митингувај ен травел. Не те пуштале ко мална екскурзија низ Македонија. Еве ти шанса да ја прошеташ државата успут и попреку во автобус со 50 преоблечени баби и спотени активисти кои се пијани пред да тргне автобусот. Кондензација на стаклата на која ќе го испишете вашето име и името на партијата. И срце може. Пеење патриотски песни, слушање на тој еден што е легенда во партијата, до тебе седнат. И ти вели, јас на времето во автобус седев, до Бранко седев или до Љупчо седев. Оди тоа беше достигнување. Кога одевме по селата до Љупчо, милина, има да те удај по патот. Имаш материјал за потпала на оган. Не мора повеќе да купуваш весници, да палиш картони или што и да е за да го потпалиш огнот. Писмената на Синти таму запали сите петки. Сега тие ти стигат во поштенското сандуче во форма на програми, памфлети и други ветување. Злобниците би рекле ако чекаш со програма од СДСМ да запалиш оган, тогаш ќе замрзнеш. Како и да е, слободно запали ја која сакаш програма, нема ништо од тоа. Ќе ги видиш најблиските кои се мртви. Не милион пати кажа на шегава до сега, демек мртвите гласат, помислам тоа е. И викаш ќе станат да гласат? О, ти Војче Китановски хумор. А бесплатни концерти, живееш во место каде што последен културен настан бил кога Венко Антоновски залутал со автомобил за кој што прашал на која насока е Скопје. Со тоа ќе се смени сега благодарение на нашите прекрасни партии кои ќе го донесат во твоето место, најголемите звезди ќе ги донесат од нашето естрадно небо. Ќе ги видиш во живо. Лична карта по скратена постапка. Ако личната карта ти истекла тука некаде околу декември, на денот пред избори, ќе можеш да одиш само во локално МВР, да се сликаш, и тоа го правиш во текот на денот, и истиот тој ден ја добиваш личната карта, за да можеш да го исполжуваш твоето гласачко право. Еднаш во животот и ти да бидеш третиран како господин, не да чекаш таму по 5 месеци. Таман ги закажа изборите, одма се почна со понуда за работа. Полека започнуваат и ветувањата дека покрај првата работа, народот ќе добие шанса да работи за второ работно место, бидејќи на 1,5 милион народ за само 4,5-5 години се створија над 3,5 милиони работни места. Мислам, според математиката така е. Државата наша најмила реши да отвори уште една професија, проститутка. Не, ама ова сериозно е. Излезе ваква вест, проститутка, се може да се вработиш. Се обративме до АВРМ како гласувач, за да ги запрашаме што се треба да поседува и да знае една проститутка за да се вработи. Одговор не добивме. Кои се условите за добивање на работа? Условите откако ќе се добие работата или старосната граница за добивање на пензија, дали 62 години или сепак ќе ги фати измените на законот, па ќе бидат обврзани да работат до 64 години. Пријатели мои, ние си гласаме, ние ќе си трпиме. Но имате уште една придобивка како граѓани. Можеш да го изразиш својот граѓански револт вака.
Кои се настани влегоа во нашиот дневен ред периодов? Председателот на Република Македонија, такозвани Ѓорѓе Иванов, во работна посета на Турција. Океј, во Турција. Кај најде сега Ѓорѓе, бе? Дали сега во Турција се оди, бе? Ох, Ѓорѓе. Инаку работната посета било да присуствува на отворање на третиот мост на Босфорот. Професионализам. Тоа е професионализам. Од страна на еден државен врв. Викаш, луѓе ти прават гужва, ама не можеш секој да го викнеш. Мора тие што се таму да имаат претходно искуство во браншата. Председателот наш за време на своите 2 мандати само на реката Вардар во 500 метри простор отвори 3 мостови. Да не зборувам за Анска река. Да не зборувам колку мостови преку Виров има отворено во внатрешноста на земјава. И тоа скромно и нечујно во негов стил. Ким Јонг Ун го убил вице-премиерот бидејќи му заспал на седница. Види го. Покажи таму. Види го, Биг Бонг игра. Море. А? Море што е дивра, Вице-премиерот инаку бил задолжен и за образование, да не речам министер без ресор бил таму. Нема што да спиеш, бе, 24/7 ќе работиш. Маж во Кина, нова вест, бил по грешка опериран од хемороиди. Мислам, видете, лекарски грешки настануваат секаде, дури во демократските земји како што е Кина. Секому може да му се случи, бе, пријатели мои. Целиот настан се случил во болница во Кина, кога маж решил да си прилегне на некој болнички кревет. Онака како кај нас се спие, дури се чека, знаеш, операција се прави нешто пораѓа овона, ти спиеш по ходници, по скали, пред ургентна во паркот, настол во бурекчилницата, си спиеш. Поминал персоналот кој што очигледно сака да работи, желба, ентузијаст. Виделе настрана легнат маж и го собрале. Штом лежи настрана, гарант маката е хемороиди. Додуша човекот давал отпор, ама и докторите не се давале и го напнале да ги турни гаќите. Она што е наинтересно во веста, во случајот е што човекот на вистина имал хемороиди, ама си ја чекал сопругата додека се породува. Тоа е. Затоа, пријатели мои, пазете каде легнувате. Шеикот во Дубај изненадно влегол во некоја од канцелариите на администрацијата и не начекал ниту еден вработен. Тој не е шеикот. Еве една мала ексклузивна вест. Тој уствари е Никола Тодоров преправен во шеик. Новак Џоковиќ изгуби уште во првиот меч на Олимпијадата во Рио. Да видиме. Дарика како магаре. Дарика како магаре, човече, плачење. Изјави дека не плачел за тоа што изгубил. Плачел дека има проблеми во бракот. Бил пред развод. Мажи. Кои ќе имат проблеми со жените, вака реагират. На познатите фаци, пејачи, спортисти, на повеќето им се разнишани браковите. Видете, Анџелина Џоли со Бред Пит, Бионсе исто. Дај да видиме како се понаша Бионсе. Нези е разнишан бракот, а да видиме како се понаша. Проблеми, не проблеми, ќе се треси со газот. Ќе се треси, таа е Бионсе. Дури и Обама не може крајот да и го најде на жената. Еве на надпревар. Тој селфи ќе се слика. Еве, гледај. Сигурно Мишел му има велено. Тој пак не крева рака, бе. Не крева, ќе те скинам тај раката. Да ме резилиш тука пред луѓето. Тој ќе кревал рака. А еве можеме да забележиме како тој низ заби вели. Прекини Мишел, дома ќе се разбериме. Живот. И еве конечна разрешница. Нема да креваш раце, да се сликаш. Премести се од седиштето. И се премести. И Обама ја слуша жената. Како што велат жените. Сите мажи се исти, јас ќе речам сите жени се исти. Но ајде да одиме со една поведра вест. Сара Меј се мажи. Со оваа вест машките срца се растреперени. Бегај како рака да ми откина. И таа ни се мажи. Во прилог пушти го видеото како реакција која дознавме, кога дознавме ние мажите дека Сара Меј се мажила.
интернет прочитав, изјава на младоженецот, не сакав никој да знае како ќе ја побарам Сара за жена. Па јас како знам? Ако ти не сакаше никој да знае, како? Интернетот има очите, начи како ќе ја бара за жена, а? Ајде бе, бекај таму. По светските трендови, како да ја побараш девојка ти за жена, така и нашите зетовци пробаа јавно да го направат тој чин. Да го направат тој чин судбоносното да. Има неколку клише барања за жени. Сигурно има посебен дел во пеколот за тие што јавно ги бараат жените за стапување во брак. А ако не постои таков дел во пеколот, супер ќе биде да се воведи казна за секој кој што ќе се реши јавно да ја побара девојка му за жена. Мислам, барем во Македонија да ја има. Оти кај нас кој ќе се направи, то глупо е. Мислам, во Америка, тоа со 300 цепелини работи, јако е, знаеш, кај нас без везе. Со свети цела соба, например. Цела соба со свети. Ќе направиш се, ќе влези таја, пола ќе изгаснат од некој кинески шоп купени таму. Или на постела од рози, уствари од трендафил од дворот си накубил и на овај чаршаф отфрлено. Само да леглите ќе ја носиш по болници да ги вадат трњето или 2 години после тоа не ќе можеш да го испери прикривачот од бојата што ја пуштиле тие трендафилите. Кај нас целата приказна за јавно барање за жена започна со сарма и цаци. И тоа на сред вести. Тој реши на вести да ја побара за жена. Сарма застанат пред собрание. Прво вака, зошто морам да го знам дека го викат Сарма? Зошто му го знам Сарма на јавни официјални вести и почнува. Протестот пред прво што викаш? Мислам, зошто викаш кога ќе даваш? Протестот пред собрание беше организиран од ЦДСМ. Сакат да ја разнебитат Македонија. Добро, по дефолт тоа се изјавите, или Сорос ќе ја купи Македонија или нешто такво, али тоа не е битниот дел, тоа е само вовед, само загревање, навикнати сме на тоа и оди со главниот и клучниот дел. Оди, клекнат пред камерманот, пред собрание, камерманот снима. Цаци, македонската јавност знае дека ние сме во долга врска и јас решив да направам ваков чекор. Дали ти, Цаци, би се омажила за мене? И ова е, да, Сарма, одиме сега со временска прогноза. После имаше барање на жена на сред плоштад, сила двајца прегрнати и во еден момент тој клекнува и избора, вака, а на видеото се гледа само ова. А тај вака како да ми да, демек да, знаеш, реакцијата ми е многу јака. Ти одат заедно во еден момент од видеото на БИМ, на плоштад, ондека Александар Македонски, се уклучува и оди текст. Дојде време, кога решив да ја побарам твојата рака, дали ќе го кажеш судбоносното да. А тој како јагнек, клекнат блејон. Ох, леле, човече златен. А ова е ваква реакција. Да, сакам. Демек изненадена, демек не знаеше. А таа предходните 2 години му правила тортури. Кога ќе ме земи, сите другарки ми се мажија, само јас останав. Најчудното ми беше во целото видео дека од нигде никаде се појавува баба со кифлиња месени во тепсија декорирани со ордевер, нарамо ги носи, ги части случајните минувачи, вика, ајде, со среќа нека име. Мислам, човече, али тоа е во македонска верзија. Има многу клише барања за брак, а луѓето пак ги прат. Едно од најклише барања за брак е прстенот да го ставиш во храна или пијалок. Мислам, hello, одиш до ресторан, договараш кога ќе дојдеме во 9 сатот, ќе порачаме панцероти. Мислам, нема везе, пример во панцерот. А келнерите среде кашкава, среде печорки да го закопат прстенот, стигнувате во 9 сатот, во еден момент иди келнерот ти го дава менито, ти се правиш дека ништо не знаеш, викаш 2 панцероти, девојка ти одма вака те гледа. Неќам панцерота, школки сакам. Ти викаш на келнерот, добро, ајде, оке, таму среди во школата, а шо, од друга смена сум јас ништо не знам. Хаос. По едно пола сат иди носи келнерот јадите, таја ги корни тие школките, не знам, ги отвори, паѓа тука, хаос, се го чекаш моментот, сега во оваа школка, во онаа е прстен. Во еден момент само се вртиш, гледаш на другата маса, некоја од таму, женска, кај што му скока во прегратки на некој маж, вика, да! Дечкото појма не може да се дешава. Во еден момент таа му скока во прегратки и му вели, мислев дека никогаш нема да ме побараш. А дечкото, не, чекај, само да ти кажам, ма та нема потреба да ми кажуваш ништо, среќна сум само со овој гест, го зема прстенот, го клава овде, го става директно се јавува кај мајка, ало, мамо се мажи. Мислам, катастрофа, музичарија, хаос. Или во пијалок. Да го ставиш прстенот во пијалок, тоа е опасно. Замисли ако го клаиш таму, например, во нешто такво, да го мани на икс, онакви шотчиња, мали, мава, да го голти после, ќе треба по WC да одиш таму да бараш. Вака, да го исцедиш после, дали би сакала да се омажиш за мене, да прашаш. Мислам, катастрофа. Да, сакам да ти речи. Друго клише барање. Пред поширок аудиториум.
Замисли да си толку глуп да решиш да ја побараш за жена во библиотека, демек малку интелектуално. Да си истепи на целост таму. Дали сакаш да се омажи за мене? И од нигде никаде таму ти викне некој. Ајде малку потивко испит спремам. Потивко таму. Ако сакаш пред поголема група на луѓе да го направиш тоа. Барање, супер идеја ти е да го направиш на протест, пример, да бидеш алтернативен в крај. Застанат среде толпа луѓе ти викат нема правда, нема мир, нема правда, нема. А ти на мегафон викаш дали би сакала да се омажи за мене? Рипнува невеста, да. А од другата страна, веднаш ќе бидат организирани контрабарачи за брак. И дават изјава на телевизија. За нашиот брак Бранко е крив. Сега ние ќе треба да организираме свадба, а тој е на плажа во Флорида. А новинарот, дали вие сакате да го поканите Бранко на вашата свадба? Тој ќе ни беше кум, ама сега не е тука, ќе треба да откажеме свадба, венчавката ќе откажеме, свадбата. И то во кратки црти би значило Бранко е крив. Ме сваѓате? Друго клише барање за брак, така наречено флешмоб. Ги имате гледано таму по интернет, и кај играците демек се шеташ низ ГТЦ, демек се е спонтано, шетат баби со најлончиња, онакви од пазар, мајки со корички, со деца, студент со ранци, зетот во костум, невестата по тренерки Адидас со 3 црти вака овде осрана. Нешто не се градени глупи, од нигде никаде почнува музика од Майкл Джексон. И почнуваат бабите, играт, везат бабите. Мајката е турка количката, со се бебето се едно време гледаш онакво салто, прави, почнува скока, игра. Нема везе, сите играт. Во истата кореографија си викаш, бо, како е можно? Студентите ги фрлат ранците, зетот со се костум, почнуваат кореографија, се чини ритам, плюс ги спремиле. На одмор, исто ако сакаш салам да се изглупираш, можеш да направиш беля. Мислам на одмор. На барање, са не знам од кај е таа потреба во тој рајет да бараш некоја за жена. Легнат на лежалка, фрапе во едната рака, како сом оптегнат таму, си пиеш, си уживаш. Девојката се котурла таму, се котурла во браноите. И ти од нигде никаде викаш, ела ваму, ела, в песок закопани јадранките в песок, испечени како ракој, намачкани со јогурт, 3 јогурти од дома сте носеле, 2 за мачкање ги искористивте. Не можеш да ја видиш со очи пекло, жешко, има огромна шанса да ја утни женската, па на некоја друга да ја кажеш дали сакаш да се омажи за мене. Си ја побарал што си ја побарал и после почнува жестокото, свадба. И тоа е жестоко, нема шанса да се договорите кој, каде, како, шо, која музика, после хаос. И се идејата е, кој пооткачена свадба ќе направи. Последното што видов, некој направи таму свадба на најгорниот спрат на автобусот. Ова што е како од Англија донесен, под отворено небо. Значи 50 свадбари качени со се музичари. Горе сите, тупци, лудници. Граѓаните да не се вознемируваат, да не си мислат дека тоа е некој проект на Коце Трајановски. Не е на Коце, свадба е. Во традиционалните свадби, кај што невестата во малото стои, ја извезуваат од дома, тука комшиите по джемперчиња повлечки излегуваат и чекаат да ја видат невестата. Е сега слободно, цел град излегува и ги гледа. Не мора тие да одат таму пред куќата на невестата, туку невестата ќе дојде кај нив и ќе игра ако треба. Еве, кога сака некој да си ја погани душата, еве една идеја за откачена свадба, пример. Свадбата се направи во фонтаната онде под Александар Македонски. Во фонтана, бе, зошто не? Уникатно е. Бидете оригинални. Свадба под вода да се направи. Во фонтаната со онакви со боци кислород. Невестата во најновото нуркачко дело со гумена чипка да види. Само ќе биде малку проблем за попот, кој ќе ги венча под вода. Тој во црно облечен, ќе да туристи ќе го сликат, ќе мислат дека избегана фока од золошка. Исто, за попот ќе биде проблем ако ќе влези во фонтаната, огромна количина на вода ќе се излее. Страшно е да не излее фонтаната од душка. Баш ка тука има и антички војници што се сликат и ќе го имате ексклузивното право да имате двајца матичари, антички војници, а може да се направи и како проект античка македонска свадба. Нема потреба да бараш сведоци за свадбата. Главен сведок ексклузивно тој. Тој кој ако не Александар Македонски.